Колегата Бранислав Стојановски разговараше со ликовниот уметник Горан Менков, па да го проследиме разговорот. Што е потребно да се постане дијамант? Вака гласеше самостојната изложба на младиот ликовен уметник Горан Менков од Скопје, кој што во петокот во изложбениот салон на Центарот за култура Кочо Рацин од Кичево ја постави токму оваа изложба. Господин Менков, добре дојдовте во утринската програма на Мега телевизија. Благодарам и баш ми е чест што сум во вашата програма и што сум пред публиката во Кичево повторно, каде што секој пат имаме добар пречек и добри наблюдувачи на уметноста и љубители на уметноста. Што е потребно да се постане дијамант? Една, можам да речам, недоумица, дали вие сте токму авторот на ова име на вашата изложба? Што всушност сакате да кажете со ова име? Па да, тоа е една прашална форма. Во основа малце се начнуваат некои научни аспекти и прашања. Во основа се работи за графитот и дијамантот, што се така наречени алотропи на јаглеродот. Во една смисла се многу слични како материјали, како хемиски материјали, само им се разликува нивната атомска структура. Сега дијамантот го знаеме сите како едно бесценето човечка материја, една од најтврдите материи што човекот некогаш ги открил и ги спознал. А графитот од друга страна е една материја што се користи во индустријата за голем број намени и секако во уметноста, во еден од основните медиуми, тоа е цртежот. Оној мал графит мина во внатрешноста на моливот. И сега тоа е моето издржување каде што преку цртеж на хартија, на платно и употреба на некои други материјали, дали е тоа челик, кој исто така е некако поврзан на тој хемиски елемент заедно со железо и графит за да стане таа цврстина. И се поставува прашањето како да се сближи таа разлика помеѓу дијамантот и графитот. И одговорот на прашањето е како и одговорот што е потребно да се постане дијамант, потребно е трпение и многу голем притисок, како што впрочем и се настануваат дијамантите во кората земјина. Така да тоа е една научно прашање што и има еден аспект и се одговара малце теоретски, но има ангажираност во самото прашање дека луѓето може да го применат тоа и во нивната општествена однос, социолошки однос, да имаат малце повеќе трпение, а и повеќе да се посветат на себе. Господин Менков, дали ова изложба која што еве пред Кичевчани пробуди ова вечер голем интерес, дали претходно беше изложена и во некој од изложбените салони во другите градови, дали имате намера истата изложба да ја поставите и во останати градови во Република Македонија? Да, оваа изложба првично беше изложена минатата година во Флукс галерија во Скопје. Таа е приватна галерија во Скопје. За сега тука сме во Кичево, за сега немаме планови за во нашата држава. Единствено имаше некој интерес за надвор, но постои таа можност дека оваа изложба ќе се надоградува, дека тој процес на истражување ќе продолжи и може во некоја ново изменета различна форма ќе се појави и на друго место. Сигурно дека ова не е ваша прва изложба. Може ли еве да се подсетиме колку изложби до сега имате направено, дали самостојни или можеби и групни изложби? Технички ова е 8 самостојна изложба што ја изработувам и повеќе групни изложби. Творештото го работам од проект на проект. Не се обидувам да развивам некој маниризам и да се фокусирам само на едно нешто. Во зависност од кој е проектот што се работи, такви средства и алатки бирам и на тој начин се изразувам. Така да може да се нарече дека е нешто помеѓу некое мултидисциплинарно творештво кое што начнува повеќе теми, пак ќе кажам во однос на кој проект се работи, која идеја се обидува да се пренесе. Сигурно дека убаво е да проговориме и околу начинот на кој што ги работите вашите уметнички дела. Кои техники преовладуваат при вашата работа? Дали работите со една техника или можеби сите техники па ги комбинирате потоа?
Па да, пак ќе кажам, различни нешта работам, некои се по-конвенционални, некои се нетрадиционални. По последнава изложба највеќе се користи моливот, графитот, дали е тоа на платно или на хартија, се користат некои индустријски материјали, челик, алуминиум, стакло, а и во претходното творештво имам така еден манир да употребувам индустријски материјали кои ми се некако инкорпорирани во самиот концепт или идеја. А и една различна изложба беше во 2013 користејќи мувла за сликање, која исто така беше планирана да биде изложена тука кај вас. Значи тоа беше креирање на уметнички дела со процес на мувлосување на платната и креирање на некоја препознатлива форма. Во основа беше некоја биоразградлива уметност, органска. Така. Горан Менков сигурно дека од своето ателје има уште многу да ни понуди. Еве, може ли да откриеме што после оваа изложба, што ни спремате? Па следните чекори, бидејќи имам неколку начинати проекти, секогаш сакам да ги експлоатирам до нивната крајност, така да следно што се очекува е онаа мувла што ја спомнав, да се види незината нова верзија, каде што ќе се надогради претходната изложба и пред набљудувачот ќе биде самиот процес на креирање, ќе биде доследен да може да се прогледа низ онака оригиналната форма, набљудувачот ќе може да види процесот на креација пред самите нивни очи. Господин Менков, вечерва Кичевчани ужива во прекрасната ваша изложба на вашите уметнички дела. Ви посакувам уште многу ваши дела, уште многу ваши изложби и во нашата земја и надвор од неа, и се надевам дека набрзо ќе не израдувате со уште една слична изложба. Ви благодарам многу и јас сум секогаш одлично пречекам во Кичево и секогаш добро поминуваме, дали е тоа со изложбите, дали е тоа со набљудувачите што доаѓаат, љубителите на уметност, така да ќе ми биде чест повторно да бидам пред вас и да се видиме уште еднаш. Благодарам уште еднаш, почитувани гледачи. Тоа беше разговорот со господинот Горан Менков, ликовен уметник, по повод поставувањето на неговата изложба "Што треба да се постане дијамант" во изложбениот салон на Центарот за култура во Кичево.